ден, драги гледачи, почна работната недела, почна и нашата умилена контактна емисија, нормално и вашата, а сега сме ние спремни со не една туку две теми, но за кратко Тина ќе ви ги открие. Така, на самиот старт да ве подсетам, бидете подготвени 02-307-6677. Тоа е добро познатиот телефонски број на црвена линија, на кој што денеска ќе дискутираме за две теми. Првично ќе стартуваме со нешто што е круцијално и важно од секојдневното живење, а тоа е дека сите ќе се сложиме. Цените на храната галопирачки растат. А джебот на нас граѓаните се разбира се поплеток и поплеток. Меѓу другото нема да заборавиме, денес е и 9 мај, па ве прашуваме, некаде се слави победа над фашизмот, некаде Ден на Европа. Што славиме ние? За тоа ќе зборуваме секако плюс со вас, она што очекуваме е да ви има и во ова денешно издание, со ваши мислења, ставови и секако со можност да коментирате и на социјалните мрежи. Но ќе имаме и анкета. Токму така, тоа не е се. Ние нормално и нашата задача е да поставиме наше анкетно прашање на нашата социјална мрежа на Црвена линија и на Телма телевизија, која гласи: дали да направиме Ден на победа над администраторите? Даваме две опции денеска, со да или не. Вие гласате со нив со обичен еден клик, а ние после рекламите ги објавуваме крајните резултати. Нормално и кога ќе се јавите на телефонски број 02-307-6677, но и кога ќе ни пишете на нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија, Instagram и Twitter Црвена линија, очекуваме во коментари покрај двете теми да ни одговорите на нашето анкетно прашање. Така, сега во продолжение темите се запишани, гледате и самите. Главна тема: цените на храната галопирачки растат, джебот на граѓаните се поплеток и секако ве прашуваме што славиме ние. Денес е сепак 9 мај, ден некои слават победа над фашизмот, а некои одбележуваат Ден на Европската Унија. Во продолжение одиме сега со прилогот на нашата колешка Александра, токму на темата околу огромниот раст на цените на храната. Цените на храната галопирачки растат, джебот на граѓаните се поплиток. Потврда стигна и од Државниот завод за статистика, регистрираше двоцифрена стапка на инфлација во април. Така трошоците на живот во претходниот месец, споредено со април лани, пораснале за 10,5%, а цените на мало за 11%. Статистички речиси да нема производи, кај кој нема раст на цените. Експертите пак порачуваат, итно треба да се донесе антиинфлаторна програма. Таква имавме во 90-тите години по самостојувањето, кога последно земјава се бореше со висока инфлација. Според Пејковски, сите анкети покажуваат дека очекувањата се дека инфлацијата ќе расте. Вели мора да се стегне ременот. Граѓаните пак револтирани, велат цените секојдневно растат. Се жалат дека со ниски плати и пензии тешко се преживува. Порастот е голем во секој поглед, мислам кај сите производи, не само поединачно кај некој. Тешко е, времево е многу тешко, а како што се зборува дека и понатака ќе растат цените, не знам како ќе излеземе накрај. 35 до 40.000 сигурно се потребни за еден месец. Растат и то на големо. Како тоа влија на вашиот стандард? Па, како да ви кажам, тешко пензионер. Меѓутоа имам син кој што ми помага. Не баш многу влијае на мојот домашен буџет, али се осеќа. Се осеќа таа криза. Сите заеднички треба оваа криза да ја пребродиме. Податоците на статистика покажуваат дека во април во споредба со претходниот месец трошоците на живот се зголемиле за 2,2%, додека цените на мало за 2%. Само за еден месец најголем раст е забележан кај маслото и маснотиите, и тоа од 20,2% и кај свежиот зеленчук за 12,9%. Споредено пак април со април лани, храната поскапела за 15%, лебот и житариците за над 17%, месото за над 10%, маслото и мастите за речиси 32%, а транспортот за речиси 22%. Дојде времето посветено за вас. Знаете што треба да направите. Само завртете 02-307-6677 и еве да слушнеме кое е вашето мислење околу огромниот пораст на цената на храната, особено на основните производи кои што ни се неопходни. Ни јавуваа дека имаме гледач. Велиме добар ден со Тео. Добар ден. Да, добар ден.
Како Вие сте? сте во Поздрав црвена линија. до вас и до телевизија Телма. Благодариме. Првата тема што ви е ставена е многу скаклива за сите нас граѓаните во Република Северна Македонија, затоа што цените не да растат, тие отидоа веќе до небо горе, али ние како граѓани на Република Македонија се надеваме дека тука државата е која што може да ни понуди некоја помош, како и досега и на пензионерите, и на вработените, тие пакети социјални што ги дава, а државата прави она што мора да прави. Али искрено да ви кажам, во оваа ситуација кога имаме економска криза, енергетска криза, се уште здравствена криза, државата е на некој начин води борба да се справи со сите проблеми и јас се надевам дека пак ќе излезе со некои пакети. Еве сега се спрема ребалансот на буџетот, каде што тука ќе мора на некој начин на сите овие социјални структури во државата да му се помогне во поглед на плаќање на струја и така натаму. Така да јас се надевам дека точно е, тешки се овие мигови моменти што ги живееме, али тоа не е само кај нас во Македонија, тоа е скоро цела Европа, цел свет има таа криза и се справува некако. Затоа јас и пожелувам на владата голема среќа да ги спроведи и понатаму сите оние мерки што треба да ги спроведи. Ви благодарам многу. Благодарам. И благодариме и ние што се вклучивте во црвена линија. Во продолжение, чести задоволство ние да ви најавиме дека во моментот телефонски ќе го слушнеме господинот Апостол Симовски, кој што е директор на Државниот завод за статистика. Се надевам дека веќе го имаме на линија, па токму со него ќе проговориме што е она што забележа последно Државниот завод за статистика. Добар ден! Добар ден. Добар ден. Секој добро, благодарам најнапред што ја прифативте поканата да проговорите за гледачите на црвена линија, па еве и прво што би ве прашало е токму она што е највпечатливо, а тоа е дека цените, особено на храната, галопирачки растат. Па што е последно она што го регистрираше Државниот завод за статистика? Па мислам дека баш денеска излезе сообщението во однос на овој дел околу движењето на цените. Мислам да бидам нема од причини што имат други обврски да детално го разгледам. Нитоа факт е дека инфлацијата делува и дека како и сите земји во окружувањето во целиот свет фактички поради состојбите кои што се глобални, овој процес навистина е дозигани делува и действува и веројатно ќе се заврши понатаму како што некако согледување. Така, сега ако може не одговорите, колку точно се зголемени трошоци? Не можам прецизно да говорам. Така, добро, ворите еве се забележува. Меѓутоа, тие сепак не се толку, понашто што го знам, не се толку драстични колку што еве во јавноста се обидува да се даде некоја слика. Мислам дека околу 7% е инфлацијата, нешто што би, не знам, направило големи потоци, меѓутоа, на жал, состојбите во светот не се менуваат и можноста да тоа се продабочи и понатаму постојат. Така, дали тоа значи дека можеме да се поредуваме, дали е забележано барем пад на некои цени во изминатиот период? Мислам дека на сите не е јасно дека фактички ова зависи од оние цени кои што се на производите кои се увезуваат во државата, првенствено на енергенците. Тука не говорам само за електрична енергија, туку па и транспортот верувам. И слично, и од гасот. Втора работа, се оно што е врзано со, бидејќи од тие се инпут фактички во речиси сите процеси производствени и автоматски ги подигаат цените на се друго. Меѓутоа, исто така и цените на металите кои се зависат исклучиво од светската берза, прехрамените производи, колку да сме ние, да се рекордираме како земјоделска држава, сепак добар, голем дел од прехрамените производи се увезуваат во државата. Во принцип, ова е уведена инфлација, која што, за жал, не може да се контролира и покрај сите обиди и добро на некој начин се контролира до сега.
односно држава да ги преземе како мерки во однос на увеличување на тие цени и така натаму. Така, Ако споредите со другите држави, ќе видите дека ние не стоиме така лошо во однос на овој дел. Добро, благодарам многу што ја прифативте поканата. Знаеме дека имате исклучително богат собврски ден и се разбира доколку имате можност, еве, од својот амбиент послушате и што има да кажат нашите гледачи. Благодарам уште еднаш за Благодарам на поканата, секојаш тоа што се вклучите. можност апсолутно и тука сме на располагање да пренесеме до јавноста се она што ги интересира и да одговориме на одредени прашања. Така е. Така, благодарам. А сега е време за вас. Вие директно знаете, постојано пазарувате. Се разбира, знаеме какво е чувството кога ќе дојдеме на каса, па еве да слушаме кое е вашето мислење. Може би некој од вас е оптимисти, може би некој песимисти околу целата ситуација. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Напомена, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка за подобро да се слушнеме. Добар ден. Добар Добар ден, ден. одлично ве слушаме. Да, повелете. Дали не слушате, на линија сте? Само зборете преку слушалка, не Кој ќе биде чекајте во вашиот телевизорот. коментар околу високиот пораст на цените, особено на храната, и секако што славиме ние денес? Го изгубивме најверојатно гледачот. Добро, еве имаме нов гледач. Супер, Добар ден. добар ден. Ало, Добар ден. ве слушаме. ало, добар ден. Добар ден. Сакам да се јавам, да ве поздравам вас, Голем поздрав и до вас. емисијата и гледачите сите Благодарам. на цела Република Македонија. За ова инфлацијава, сакам да кажам нешто, дека не е прв пат да не се случи инфлација. Јас сум повозрасна жена, тоа се случувало и во југословенско време. Значи, секоја криза е надмирлива. Значи, секогаш била и ќе си помине таа. Меѓутоа, ова сега што не завеси, мислам, тоа е факт од ова рато што дојде од русите, од Русија. Тоа не е само ние да речеме дека е кај нас се случува, тоа е во цел свет. Така интересно е дека напоменавте дека се сеќавате на времињата на Југославија, па еве да искористам да ве прашам дали се сеќавате како се обележуваше 9 мај, победа над фашизмот, и еве денес ако направите некоја паралела. Па, мислам дека тоа што било и поминало треба да се остави назад, да не се оди напред, не ни треба веќе фашизмот да дојде пак во ова денешно време во 21. век. Значи, срамота е што се случува со политичарите, а викаат старите, ако бил добар ратот и политичарите ќе оделе да ратуваат. Така да тоа не го оправдувам. Ние Така, за жал времето истече. Благодарам што се вклучивте и еве напомена за сите оние кои што ќе ни се јават во црвена линија, внимавајте на тајмерот, 90 секунди за секој од вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Поздрав до водителите и до Голем поздрав и до вас. Добарам. телевизија. А јас сакам да кажам да пратникот 9 мај. Ајде. Така, А што се славиме? празнувате 9 мај. Сега кој го празнува? Србите, ние. А кој? Италијанците, што беа фашисти, германците што беа фашисти. А цело НАТО беше фашисти. Јас не знам кој празнува деска во Европа. Дали фашистите, дали освободителите. Освободители беа Русија, Чехословачка, да ги дадат тие источни земји, сите може да го стават. А овие што се во НАТО сега, што негуваат во НАТО, Германија, Италија. Франција секако не, нели? Не може да го стават. Не може да го стават Европската унија. Зашто го стави Европската унија? Не, тоа е фашизам. Кој сака се хите да види негов светот, сега НАТО иска да види негов светот. Тие се истите. А добре, ве како го коментирате растот, сакаме да ве прашаме на цените? Како? Молим?
И околу темата би сакале да слушаме околу големиот пораст на цените на храната. Нема вече што да зборуваме. Отиде у небо, тоа е прескапо, македонскиот граѓан не може да го издржи, само доковите таа не знам. Така, благодарам многу, цениме што ни се јавивте и го кажавте вашето мислење. А сега Твитер заедница и Тео заедно со не. Така, значи ние сега дека имаме две теми, извадивме твитови за двете теми, но сега прво да почнеме вака. Првиот твит ни е вака. Али ете интересно што со цена на храна, освен локален зеленчук и овоше, сме со исти цени со ЕУ, па и поскапи за некои работи. А сега за нашата прва тема, честит ден на победата над фашизмот. Убава карикатура, убав постер, одиме со следната. Денес е голем ден, денот на победата над фашизмот. Нека е вечна слободата и вечна се паметат хероите кои извојуваа. Така, на 023076677 го вклучуваме нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ден се слушаме? Одлично. Да, одлично ве слушаме. Еве, зашто би сакале да коментирате? Прво за цените или за 9 мај? Што славиме? Ја би коментирала за цените. Така, Ајде. сега. Ајде и за 9 мај, сепак е тој добар празник, треба да се слави, демек народот се ослободил, дошол, луѓето вдале животите, да ние вака лагодно да уживаме и да правиме како што сакаме. За овако, меѓутоа, убаво, ќе кажам, нешто најубаво што може да биде за човекот. Меѓутоа, зависи кој како го сваќа и кој како го гледа. Иначе тоа е Така. победа за целиот народ, мислам за нас, да живееме вака. Друго за цените. Па цените ја не можам да ви кажам. Еве сега, колку е маслото да речеме, меѓутоа масло ќе се извезува во Албанија. Па ја не можам ова да го сватам, прочитав на интернет. А ја не можам да сватам како ќе се извезува масло, што се прави. Значи, ова сега ратни профитери колку сака. Сега ние имаме повеќе богаташи него што имавме. Купи, продај, ништо не произведуваме, имаат одврзани раци, маржа нула, мала, никој не може да им влезе. Ја не знам кај се инспекции, финансова полиција. Имаме еден куп, значи, институции што треба да проверуваат и да прават. Каде се? Значи, све се покачува. Еве, јас секој ден како идам, не знам што да кажам. Значи, цените не можеш да ги запамтиш денеска, вчера, утре и задутре. Зашто нема инспекција? Маржата е злоупотребена. Благодарам што се јавивте во црвена линија. Така, сега идеме со наш нареден гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, за да можеме да се слушнеме убаво. Ете така, да и да не слушате нас преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден. Еве како го коментирате огромниот пораст на цените на храната? Прво да почнеме со тоа. Да почнеме со цените. Ајде. Јас сум малку од постарите генерации. Така? Во Титово време се знаеше цената на нафтените деривати, дали ќе лета у плафон или ќе пада на дното, беше една цена. Така, добро. Така да, ние не знаеме што е инфлација. Ако се качува инфлацијата, се качува и платите и пензии. Сега тоа се занемарува. Забореа на народот. Гледаат. Продолжете. Народот знае што се случува во државата. А власта ништо не го решава тоа. Затоа што цените не ги стабилизира, да ги одржува со резерви, да покрива, да ја симне цената за да може да преживее граѓанинот. А сакав нешто и за 9 мај да кажам. Побрзате, имате уште 6 секунди. Знаете што? Европска Унија е една хациенда. 90 секунди. Во таа хациенда 90 секунди е времето за секој гледач. Внимавајте на тајмерот, а секако обидете се повторно ако сметате дека сакате да продолжите, па да добиете и нови 90 секунди. Па да го слушнеме нашиот следен гледач. Добар ден. Добро.
Да? Добар ден, во црвена линија сте. Добро. Па вака би кажал, овој галопирачки скок е дозвола одобрение од страна на овие такозвани единствени овластени дистрибутери у државата. Значи, овластен дистрибутер единствен за увоз на штрафови, овластен дистрибутер за шајбни, овластен дистрибутер за мутери. Знаеш, за све едно нешто, за влакна од коса дистрибутер исто овластен и за нив све тоа мора да бидат они овластени, никој не сме да им биде конкуренција, а и тоа државата го поддржава. Значи, не сме никој друг да донесе, да извезе, да направи нешто, него само тие неколку души у државата ќе живеат и они ќе диктираат цени, они ќе кажуваат колку ќе ни е горивото, колку ќе купуваш храна тука со кои пари. Јас за еден ден разлика леп диме од 30 денари претходниот ден, утре дента пак купувам 36. Па не е мала разликата 6 денари. Не е само тоа проблем. Значи на храна не сме воопшто да се дигаат цени. Државата може на сите други продукти што не се толку од основно животно значење да им удре до ДДВ или на храна, каде што е основа за живот, не сме. Поздрав, пријатно. Голем поздрав и до вас. Се разбира, вклучуваме и нов гледач. Се разбира, сето време е само за вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Храната секојдневно расте и тоа е, мислам, едно време се знаеше и го промети. Дали го имаме гледачот? Ние слушавме некој Ако да излагање. почнете со вашата мисла. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Цените на храната галопирачки растат. Видете, кога имате политика да увезувате храна, не можете да одредите цена, вие да диктирате цената. Цената се знае дека ја диктира производителот и увозникот. Дали ние имаме услови за произведување на храна? Мислам дека имаме, меѓутоа што е проблемот? Погрешните, мислам дека ние погрешно имаме социјални политики. Еве речем, земете околу производството на млеко. Сточниот фонд се намалува од разни причини, меѓутоа една од причините е затоа што нема кој да ги чува, да кажеме, стоката. И сега, ако компанирате со колку социјални случаи имате во државата што дремат по раскрсниците и питачат, а во истата тоа мера вие не можете тие луѓе да ги запослите да чуваат стока. И се прашувате зошто? Значи, каде лежи проблемот? Или толерирате нешто да ви се развива, а не знаете дека да земете некој западен модел, каде што на тие таквите случаи 3 пати нудите работа, ако ги одбијат, го бришете од социјална помош, или мислам дека да има некој друг проблем околу плаќањето. Значи, би требало да се најде веќе, кога се прави реформа, треба да се прави, по мене, во системот да... Благодарам, го цениме вашето мислење и внимавајте на тајмерот. Ајде да слушаме што коментира на нашата тема Твитер заедницата. Токму така, пред да го приклучиме нашиот следен гледач, околу темата плюс, да видиме една објава. Инфлацијата во април достигна 10,5%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 11,1%, покачување. Ова е за 50% повисока инфлација во однос на европскиот просек. Во продолжение, ние во оваа дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. За цените на храната. Така. Ајде да ве слушнеме. Еве како менаџирате, како се справувате? Значи, ова галопирачки значи брзо растење. Така. Да. Овој, што се однесува до брзото растење на цените на храната, тоа не е до нас. Тоа го прати целиот свет. А платите? Целиот свет е ставен во улога да мора да плаќа скапа енергија, скапа нафта и сето тоа доведува до поскапување на храната. Бидејќи потребна е нафта да се изоре,
потребна е струја, се е потребно. Тука справувањето е многу тешко и за тие што имаат поголеми плати, а камо и тие што имаат мали плати. Така. Сепак, мое согледување тука и мој совет е дека мора да останеме равнодушни и да се вклопуваме во тоа колку имаме, толку да трошиме. Затоа што можеби утре ќе биде полоша од денеска. Ситуацијата воопште во Европа и во светот не е добра. Да се надаме дека што побрзо ќе заврши ова во Украина и цените ќе се стабилизираат на енергенсите и штом се стабилизираат цените на енергенсите, ќе се стабилизираат цените и на производите. Имајте убав ден, пријатно. Имајте вие секако прекрасен ден, но останете докрај со црвена линија. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Па еве, како го коментирате овој галопирачки пораст на цените? Дали сте на линија? Црвена линија прашува. Дали се слушаме? Дали го намалите тонот на ТВ приемникот? И добар ден уште еднаш. Ништо, најверојатно не слуша гледачката или се исклучи, тоа не знаеме, но знаеме каков пост треба да прикажеме, тебе веќе подготви. Пред да го приклучиме нашиот следен гледач, ќе прочитаме две објави од Твитер, нормално за нашата Тема Плюс. Од Бредли Купер првиот. Ова е тотално немање срам. Ние не можеме да го преживееме месецот поради рекордната инфлација, а овие си терат луксус. Така, идеме со следната објава. Недела е, можеме да се омрсиме. Така, поради инфлацијата малце од мобилен. Малку идејни решенија доколку се нема пари за мефц. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Вие сте во црвена линија, секој добро. Па еве да слушнеме како ги коментирате ново настанатите цени. Како да е негативно. Секако ќе биде одговорот со високи цени, мали пензии, мали плати. Еве ги сега и тие што се во работен однос, со штрајкови, едни, други, трети се редат ред по ред. За жал, нашата државичка мала, вреден народ имаме, меѓутоа немаме услови за работа. Има многу земја необработено. Ние ја храневме цела Југославија порано. Од кај нас се зеленчук што се однесуваше, се извезуваше, ни ги правеа словенците, хрватите, домжалец, сокови најубавите. Сега, за жал, немаме услови и да се пријавиш да работиш како земјоделец, нема да платиш кој да ти помогне да работи. Све е надвор излезено, нема народ. Прелог стојат нивите така на пат со вода, со сен, се е тоа за жал што не може да се искористи за нашата државичка. Друго, поздрав од пензионерите. Овие 1000 денари власта што ги даде како дополнително на кошничката, предлог од пензионерите да не ги остават до крај, за да можеме малце од малце да живнеме, да обстанеме. Да не ни ги кратат, не само за 3 месеца да не бидат. Па тоа да усетиме нешто и со порастот во септември, па малце од малце да можеме да се преживееме на некој начин, а не да живееме. Од мене толку, денот на... Благодарам многу и секако цениме што и вие се вклучивте во црвена линија. Така, идеме сега ние со наш нареден гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден, благодарам. Благодарам, добар тандем водителски. Благодарам многу. Ајде да почнеме со говорот. Меѓутоа, прво да ве замолам, додајте ако сакате 30 секунди на говорниците, пошто 90 се малку. Пошто некој не може ни реченицата да заврши, не па мислата од тие 90 секунди. Така, продолжете да минути така колку толку може човек нешто да каже. Меѓутоа, што да кажеме, јас не во слободата, пак ќе речем во Македонија, мали пари, што нема пари, нема. Што нема храна, нема. Што нема работа или нешто така благодетство од државата, нема. Него јас не во слободата, еве, овие нашиве владетели, економијата ја уништија, финансиите ги уништија, полицијата веќе е на гранка, армијата е на гранка,
се тепаат луѓе кои каде стигне, нема, слободно веќе снемува, не знам, треба да се размислува. Според вас какво решение е најдобро да менаџираме вакви услови на висока инфлација? Во оваа висока инфлација најдобро решение за менаџирање е да се сплоти оваа македонска нација во една македонска национална коалиција или македонска сончева топка. За да се добрите луѓе појават на видело, да го поведат народот реален, македонскиот народ е реален народ, не е расипан народ. 70% е човечки усмерен, 30% е гадно душмански усмерен. Благодарам за вклучувањето во црвена линија, најве што вели новиот пост. Така, сега идеме на Твитер малце со две објави. Првата е вака: купив ресана и гледам има луфта. Ова ли е тоа инфлација? Така е, недостасуваат неколку ресанки. Поради инфлацијата и уште една објава ќе видиме ако може режијата покажа. Идеме вака: иста фора ко Милка, иста цена ко порано, само место 100 грама, сега со 80 грама. Иначе скоро сите почнаа пивата место литар и пол да ги прават литар 35 и нормално цената си остана иста, или во превод имаше 10 до 15% поскапување. Така и ве може да коментираме и ова ситуација, односно дали забележувате намалување на грамажата, имаме иста цена, но помала грамажа на производот. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, ако може малку погласно, секако. Дали се слушаме? Да, одлично. Се слушаме, повелете. Видите, се наби некоја агенда во државата непотребна. Треба во овие моменти, сега, гледаме Украина, кризата, тоа го гледаме низ Европа и низ Балканот. Зошто гледаме, ајде да не потенцирам која е таа, мислам, медиумска куќа, цело време негативности за власта. Не да ја бранам СДС или ВМРО. Да кажувам реалноста. Ова е неминовно, ова не е ништо крива Македонија. Ова е проблем наметнат пред 2 години пандемијата, сега е со Украина. И затоа ќе молам да нема никакви провокации од страна на да не ги рангирам политичките партии и медиум еден во државата. Негативно влијае врз државата. Јас не го бранам, не го питам СДС, нитувам рол не било која, кажувам реалноста. Не толку се менаџира во државата. Самите меѓу себе, како мислам партии, ВМРО, СДС, да бидат сфотени и не ја растураат државата. Пазите, и они беа пред тоа неколку години, па вие се исто тоа. Дајте бе луѓе, сфоти се еднаш да бидеме македонци. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Така, идеме сега со наш народен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Многу голема благодарност што ме вклучивте. Благодарам и вам што се вклучивте. Телевизија што стварно многу ја цениме. За цениве благодарност и до владата за пензионерите што ни дадоа по некој динар, сепак нешто вреди. Секој динар е добре дојде. Може ли 2 збора само да кажем една реченица за друго? Па не нам, ајде да ве слушнем. Но пак има 2 теми, би сакале околу тие 2 малце се задржиме. Ако може, со молба. Повелете. Вака, се јавуваме од Велес. Голем поздрав до Велес. Се јавуваме од Велес. Имаме голем проблем со кражби и со провали во куќи. Така. Добро. Да. Забележано тоа. Собирахме подписи, се направи нешто, што се направи, се судија, се знае кој, како, што краде, се, ама ги пуштија пак на слобода. Така, и ве како коментирате на забележано, да знаете, значи регистрираме се за она што ни давате и како предлог, идеја за некоја наредна тема.
Но се исклучи гледачката, добро, она што секако имаме нов пост од Твитер. Токму така, немој да мислите дека сме забравили за нашата прва тема, одиме се вака, од нашиот председател Стево Пендаровски. Денот на победата над фашизмот е оддавање почит на милионите животи изгаснати во борбата против окупаторот. Ден кога со гордост се потсетуваме дека сме биле, сме и ќе останеме на вистинската страна на историјата. И видовме уште една објава, анкета на Твитер имаше и мораше да споделиме со вас. Денес некои слават Ден на Европа, некои слават победа над фашизмот. Ти што славиш? 6,7% гласа со Ден на Европа, а 93,3% гласа со победа над фашизмот. А сега да видиме што мисли за порастот на цените нашиот следен гледач. Добар ден. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Благодарам. Ја не знам на колко да се лутам, што денеска кога ќе отидеме има една цена, утре е поголема. Дали цените растат толку брзо или произведувачите на артиклите толку брзо ги премутираат тие цени. Меѓутоа, во оваа ситуација вака како што е, не треба никому да се љутиме, значи цените ќе летаат како што се вика како брзивост, но треба да некој помисли, ако веќе цената се зголемува, некој добива поголем доход, поголеми остварувања во однос на пласман и производство, но треба и оној кој што прима личен доход, на база на тоа некој треба да го зголеми тој личен доход. Не да се чека да рече владата, ќе качиме платата на најниските за толку, на средните за толку и така. Значи, во една ситуација кога едно нешто се качува, треба све живо да се покачи сразмерно на оно што значи оди нагоре. На тој начин кога би тргнале да одиме, тоа сигурно и цените би малку би се позауздале и на нив не му е во интерес да секој ден да прекучуваат цени од еден што се вика артикал, на секој други ден да има нова цена и нова. Така да веќе оттрпнаме секој ден во продавниците, во маркетите, моловите, каде ќе отидеме. Благодарам и вам што го дадовте вашето мислење во црвена линија. Идеме со нареден гледач. Добар ден. Пробајте го повторно. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Ало. Добар ден. Убаво ве слушаме, вие сте во црвена линија. Ало, ја Да, во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме. Ало. Повелете, ве слушаме. Па ја малце на темава да се упуцам за подкапувањето. Ајде да ве слушнеме. Да, подкапувањето на цените, мислам, тоа не е до ова се знае, зато цените се покачуваат. Тоа е криза секаде во светот. Се покачуваат нафтата, бензините се покачуваат. И нема, мислам, што да се прави, тоа е. Тоа се си влече покачувањето на бензинот и на цените. Тоа се поврзани работи. Добро, продолжете. Имате ли предлог, еве, што е можеби најдобро решение? Ни се исклучи гледачката. Добро, одиме сега со реклами, па повторно со мене и Тео во црвена линија. Еве сме ние назад после рекламите и сега е време, како што напоменав на почеток, да ги видиме крајните резултати од нашето анкетно прашање. Кој беше? Дали да направиме Ден на победа над администраторите? Да со 69%, не со 31%. А секако тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија, но јас и Тео повторно со вас ќе бидеме утре веднаш по вестите во редовниот термин. Секако ве потсетуваме, добро и брзо информирани ќе бидете само со telma.com.mk и секако не заборавајте да го гледате вечерашното издание на Топ тема со Сања Васиќ. Довидување. Чао, чао.